Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, денеска заедно со Економскиот совет на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија одржавме состанок на кој дискутираме, состанокот е во тек, за новиот сет економски мерки кои ќе ги предложиме на владата за полесно надминување на економските последици од коронавирусот и навремено да можеме да фатиме чекор за живување на македонската економија. Секако владата ќе продолжи со комуникациите со синдикатите, коморите, сите други соодветни институции за да дооформи следни пакети на мерки. Владата на Република Северна Македонија превзеде и досега навремени и сериозни мерки за помош на граѓаните, за економијата и за спас на колку што е можно повеќе работни места. Преку одговорните политики што ги спроведовме во изминатите години, создадовме економски услови спремни да ја дочекаме оваа глобална криза. Сакам граѓаните да знаат дека во нас имаат партнер, дека знаеме ни што поминуваат и тука сме за заедно да ја премостиме кризата. Светска банка вели дека нашата држава најлесно ќе ја преброди оваа криза, споредено со земјите во регионот. Тоа се должи поради навремените и обсежни економски мерки. Во моментот голем интерес има за помошта за плата од 14.500 денари повработен, за кој досега аплицирале 23.359 компании или околу 30% од активните субјекти во државата. За оваа мерка имаат аплицирано и 6.000 самостојни вршители на дејност, или повеќе од 45% од регистрираните. Овие бројки кажуваат дека секоја трета компанија има аплицирано за финансиска помош од 14.500 денари за исплата на плата повработен. Обезбедивме линии на брзи бескаматни кредити COVID-1 и COVID-2 во вкупен износ од 13,7 милиони евра, кои што ги таргетираат сите микро, мали и средни предпријатија погодени од кризата. Од линијата кредити COVID-1 досега се одобрени вкупно 631 кредитна апликација за исто толку компании со 5588 вработени. За втората линија бескаматни кредити COVID-2 се примени 2400 апликации, повикот е објавен на 29 април, а ќе трае до 13 мај оваа 2020 година. Наскоро, преку комерцијалните банки, ќе биде пласирана и линијата со исклучително поволни кредитни услови во износ од 51 милион евра. На овој начин им помагаме на компаниите да ја задржат ликвидноста, но и да ги задржат своите вработени. За нас е важно секое работно место и секој работник. Заедно со поволностите од уредбата, која обезбедува ослободување од плаќање на износот на аконтациите на данок на добивка и данок на личен доход за месеците март, април и мај 2020 година. Придобивките од овие две уредби ги искористија околу 1300 компании од поднесени вкупно 1800 апликации кои што продолжуваат да се обработуваат. Севкупно, бројот на компании кои добиле некаков вид на помош и кои аплицирале за поддршка изнесува околу 30.000 компании. Со тоа ја остваруваме и првичната проценка дека со овие мерки ќе се обезбеди помош за околу 30.000 предпријатија и помеѓу 200 и 250.000 работни места. Овде напоменуваме дека имаме дејности кои што покажуваат и екстра профит, екстра добивка, како што е дејноста малопродажба, како што е дејноста фармација и така натаму. Ова, почитувани со граѓани, не се само бројки, ова е реална помош за зачувување на реални работни места, за спас на мали, семејни бизниси, но и реномирани средни компании, кои поради коронавирусот се најдоа во незавидна положба, не по своја вина. Државата покажа дека е подготвена да одговори на предизвикот. Со сеофатноста и целовитоста на мерките, никој не е изоставен. Се грижиме и за граѓаните кои се дел од неформалната економија. Со релаксирање на критериумите и начините на користење на правото за минимална помош и брз влез во системот за социјална заштита, во кој од 3 април во центрите за социјална работа имаме околу 970 нови барања на постојните 26.740 домакинства кои што примат социјална помош, новите 970 барања за остварување на право на гарантирана минимална помош и тие се решаваат тековно секој ден во самите центри. Почитувани,
На денешниот состанок, Економскиот совет на СДСМ работи и развива нов пакет на мерки кои треба да креираат додадена вредност за да се реконструира економијата. Во правец на директна подршка за граѓаните и домакинствата преку јакнење на јавната и приватната потрошувачка. Елементите на развој се вбризгување дополнителни пари за зајакнување на приватната потрошувачка и реализација на максимално јавниот аспект на трошење на пари, доминантно преку капиталните инвестиции, но и сите други елементи на вбризгување на јавни пари директно во домакинствата и во стопанството. Дополнителен стимул за компаниите за иден подинамичен развој за македонската економија вложуваме и разработуваме во домашното земјоделство. Веќе гледаме како некои индустрии се добри примери, кои видоа можности и ги искористија во оваа криза с таквите можности. Текстилните компании направија брза адаптација, па така извозот на маски, скафандери и друга заштитна опрема е речиси за 300% поголем со април минатата година. Април 2020 изнесува 390 милиони денари, а април 2019 135 милиони денари. Истото да го гледаме во земјоделието, каде имаме зголемен извоз на раноградинарски култури. Сега, кога здравствената криза полека го губи интензитетот, нашиот фокус го ставаме на развивање на економски мерки со кои ќе се креира додадена вредност и ќе се реконструира и реструктурира целокупната економија. Нели рековме, секоја криза е и нова можност. Преку мерки на краток, среден и долг рок, преземаме чекори во насока на стабилизација на економијата, а потоа и враќање брзо на економскиот раст и развој на македонската економија. Во духот на солидарноста, социјалната еднаквост и праведност, грижа за секое работно место и секој работник. Сега е време кога ќе ги искористиме и нашите предности, земјоделието, сонцето, угостителско-туристичките услуги со огромен капацитет да растат, но и да ги зголемиме IT и дигиталната подготвеност, но и електронската писменост на населението, за да парите кои што ги заработува и ги троши, подоминантно да ги троши по електронски пат. Да најдеме нови, креативни решенија кои не само што ќе ја придвижат економијата, туку ќе ја дадат дополнителен стимул за нов почеток и динамичен раст и развој. Следува период кога владата, премиерот, министрите, директорите на економските институции ќе разговараат со синдикатите, коморите и сите други соодветни институции за да се доразвијат самите мерки, да ги разгледат, да примат, да додадат, да одземат, со што понатаму и владата ќе ги објавува самите мерки. Ви благодарам на вниманието, стојам на располагање за вашите прашања.